Единствениот проблем зошто имаш мала продажба е затоа што мал број луѓе те познаваат. И реченицата, односно изјавата на господинот Смилјан Мори, кој што вели над колку луѓе имаш влијание, толку и заработуваш, е буквално точно 100%. Ја можам слободно да подпишам. Но само на ова јас би додал уште нешто, а тоа е покрај тоа на колку луѓе имаш влијание и на колку луѓе директно им помагаш и толку заработуваш. Зошто? Бидејќи бизнисот не е ништо друго, туку решавање на нечив проблем. Секој бизнис постои буквално за да реши некој нечив проблем. Значи, клиентите или нашите муштери, како сакаш наречи ги, имаат некој проблем, а од друга страна сме ние, предприемачите, кои што имаме намера, тенденција, знаење, способности, вештини да го решиме нивниот проблем. И ова беше една од повеќето секако причини зошто мојот прв бизнис гасна. Па во доцните 97 година за прв пат започнав собствен бизнис и во тоа време буквално сите луѓе кои што ги познавав најчесто за маркетингот зборуваа кога ќе слушнеа дека некој се рекламира, оф, на овој тешко е, значи и овој заглавил, оф, и на овој штом се рекламира, не му чини работа. И ова беа исто и мои верувања, кои што мислев дека луѓето или компаниите кои што се рекламираат, дека имаат некој специфичен проблем, односно дека имаат екзистенционален проблем. Во тоа време многу малку сваќав за моќта на маркетингот и што се живо стои позади тој маркетинг. И токму денеска целта на оваа подкаст епизода ми е да ти ја објаснам накратко суштината зошто маркетингот е важен и зошто без маркетинг ниту еден бизнис не може да обстои. И сега, често луѓето размислуваат дека онлайн рекламирање и онлайн маркетинг, објавување социјални содржини по социјални мрежи, скокање, рипање, лигавење, дека тоа е маркетинг. Може би до некаде и тоа е маркетинг, но тоа е далеку од темелот, од суштината на маркетингот, зашто ќе зборувам во оваа денешна подкаст епизода. Ако водиш, да речеме, услужен бизнис, твоја прва задача е да седнеш и добро да размислиш за твојот маркетинг. Зошто? Бидејќи ако, продаваш миксер и постојат од другата страна господи, жени, небитно, кои што сакаат да купат миксер за да го користат тој миксер за да направат нешто, не знам што е јас со тоа, веројатноста дека голем број од овие потенцијални клиенти знаат да го користат тој миксер, може би имаш понов, поспецифичен понов модел, да, но суштината на миксерот го знаат и они бараат некакви карактеристики, цена, квалитет или што и да е, и ќе го купат тој миксер. Но ако имаш услужен бизнис и немаш јасно дефинирана понуда, не можеш да дојдеш до јасна, до премиум клиенти, до предвидлива продажба, до јасен систем, до јасна механизам, до повторувачки бизнис, односно да те однесе на следно ниво, а тоа е да го скалираш. Луѓето, односно предприемачите, кои што имаат услужен бизнис, а немаат креирано понуда, јасна понуда, кој што клиентот недвосмислено ја разбира, буквално имаат проблем во старт и најчесто нивниот бизнис се базира дај нешто да сработиме, дај нешто да работиме, што можеш да работаш, па еве можам и тоа, еве можам и ова, ние работиме на овој начин, не работаме како оние другите, ние работаме вака, ние работаме така, што значи, доколку немаш јасна понуда, доколку не ја знаеш суштината на маркетингот, а креирање на понуда е еден од чекорите на маркетингот, сериозен проблем има што луѓето сакаат да соработуваат со тебе, може би имаат и препорака, може би и ти веруваат, но тие не точно, нејасно знаат што ти работиш. Сега, за да ти го објаснам сето ова и за да ти биде малку појасно, ќе се послужам со еден пример, како метафора, за да ти биде сето ова јасно, а и секако до крајот на оваа подкаст епизода да извлечеш поука и да можеш да направиш
следен чекор, а тоа е нели да креираш понуда или да го подобриш твојот маркетинг, или можеби ќе те охрабрам воопшто и за почеток за прв пат да почнеш да работиш на маркетинг. Имено, ако во секој бизнис имаме 9 сегменти, едниот сегмент е буквално и маркетирањето, односно во сегментот на маркетинг спаѓа креирање на понуда, политика на цени, клиентско патување, како да дојдеш до клиенти, кому всушност ти помагат, кој проблем го решаваш. Значи, дали преку маркетинг или преку бизнис стратегија ти тоа ќе го решаваш, буквално ќе дојдеш на крај на истата поента. Но, што е суштината, рековме, на секој бизнис, а тоа е дека ти решаваш некој проблем, а твојот потенцијален клиент има некаков проблем. Значи, на почетокот се што треба да направиме е кој е тој проблем кој што ние го решаваме. Еве ти еден пример. Наде, со која што се работуваме, она е на Mastermind програмот, она има еден услужен бизнис кој што одлично и оди, машала и тим има зголемено и супер, и одлично е тоа го работи и експерт во своја област. Значи, кој проблем решава Наде? Жени, најчесто, статистички, имаат не само во нашата држава, туку веќе стана и современ проблем, а тоа е дека имаат често проблем со мигрена. За мигрена сигурно си слушнал, проблемите ги знаеш, симптомите ги знаеш, но ги знае и Наде. Сега, што прави Наде? За да дознаат за единствените способности на Наде, за да дознаат луѓето за талентите на Наде, и за Наде да може да им помогне на колку поголем број луѓе да го решат овој проблем, Наде снима видеа, Наде објавува шорци во кратка форма, во долга форма, кратки исечоци, небитно, што значи Наде ја едуцира својата публика за да дознаат на кој начин може да го решат нивниот проблем, секако доколку го имаат. Која е улогата на Наде? Наде има единствена задача во нејзиниот бизнис, а тоа е колку побрзо, колку со помал напор за клиентите, не за Наде и тимот на Наде, за клиентите, да може да им го реши нивниот проблем. Па пред неколку недели работевме на подобрување на нејзината понуда и кога дојдовме до идеален клиент, како сјајно го опиша нејзиниот идеален клиент, тоа е буквално само човек може да учи од неа, без разлика дали води бизнис 1 година или 100 години, јас велам корпорации би требало да го учат ова што Наде го знае. Кога го дефинира Наде идеалниот клиент, што Наде размислува за неа? Па вели, од искуство, најчесто жените со кои што соработувам, односно доаѓаат со проблем да го решат, да ја решат мигрената, вели најчесто дознав дека луѓето имаат дури од 14-15 годишна возраст проблем со мигрена, само што тогаш во тој период не знаеле дека имаат мигрена, туку мислеле дека имаат главоболка поради, неухранетост, замор или што и да е. Овие луѓе денес, кои што креваат рака и да го решат проблемот со мигрена, а тоа се нејзините најчести клиенти кои што се наоѓаат помеѓу 30 и 50 годишна возраст, секако дека има и над и под, но најголема публика е таа, вели дека луѓето на оваа возраст кои што доаѓаат да го решат овој проблем, замисли овој проблем го имале 20-30 минати години. Кога јасно ги идентификуваше, а тоа го знае, бидејќи Наде е висок професионалец и оди во длабина, вели луѓето не можат да стојат на дневна светлина, се затемнуваат во домот, им смета звук, им смета бучава, изолирани се од јавност, не можат, најчесто ретко одат на забави, не можат да одат на концерти, им смета светлината, им смета звукот, јачината, не одат на кафе, некогаш со денови се изолираат, стојат во домот, не можат да го дадат својот максимум на работното место, се нервираат во домот затоа што не можат во тие денови кога имаат главоболки и останати симптоми да функционираат како човек.
околината не ги разбира, па мислат дека се преправаат и дека изиграваат жртва, па не знам што. Значи, гледај колку луѓето имаат реален проблем, и сега слушни го внимателно ова што ќе ти го кажам. Колку луѓе знаеш кои што сакаат само да заработаат пари? Колку луѓе, компании познаваш кои што оваа болка на нечив клиент ја злоупотребуваат? Па измислуваат апчиња, измислуваат, не знам, некакви справи, измислуваат некакви магични пилули, измислуваат некакви рецепти да висиш на нозе, да ја свртиш главата наопаку, да свртиш 3 пати околу дома, 3 начина како да ја решиш мигрената, 6 начина како да ја решиш мигрената, 5 начина, и луѓето не само што плаќаат со време и со пари, туку се и изманипулирани и се чувствуваат никакво, безвредно, затоа што колку пати пробале илјадници експерименти, оделе по лекари, оделе користеле чуда, потерди, платиле пари, со секоја нивна активност, со секоја акција нивна, тие размислувале дека, се надевале дека сега ќе го решат нивниот проблем и сето тоа попусто. Што значи, зошто е важно да знаеш кому ти решаваш проблем, кој проблем ти тоа го решаваш. Улогата на маркетингот е да им помогнеш на луѓето да дознаат побрзо за тебе и твоите единствени способности, односно за твојата експертиза или за твојот талент кој што го поседуваш. Зошто ова треба и мора да го правиш доколку сакаш да имаш успешен бизнис? Затоа што мораш да ги заштитиш луѓето од манипулатори, од манипулаторство, од алчност, од егосостојба кои што сакаат само да заработаат, од бргу да направат бизнис, да си обстварат своји цели. А тоа што луѓето се изманипулирани, кој има, тоа баш му се грижи некој за тоа, нели? Зошто бизнисот на Наде е успешен и зошто Наде има фантастичен потенцијал? Затоа што, користејќи ја првата изјава која што ја ти ја кажав на Смилјан Мори, а тоа е дека Наде има огромно влијание на незините клиенти потенцијални, а тоа потенцијални клиенти или како сакаш кажи проспекти, тоа се луѓе, пријателу мој. Наде има повеќе од 60.000 фоловери на Инстаграм, односно кога ќе кажеш фоловери, тоа се луѓе кои што или сакаат да го разубават нивниот живот, така што пирсингот, не знам, накид, личен или останато, ќе го користат за да, не знам, изгледаат поубаво, поатрактивно, забележано, затоа што следат трендови, мода, сакаат да се чувствуваат убаво, и тоа е нешто што луѓето го сакаат од желба. Но колку луѓе има помеѓу тие 60.000 луѓе, а тоа не е малку, тоа е 2 Струмици, тоа е 4 Кавадарци, тоа е 15 Свети Николе, тоа се не знам колку Кичево, значи тоа се градови цели позади тие бројки кои што го гледаш, огромен потенцијал, огромна маса на луѓе, кои што позади тие бројки, позади тие луѓе има луѓе кои што со години не можат да излезат или излегуваат од дома, но чувствуваат напор, не се чувствуваат пријатно, даваат жртва од себе, денот не го поминуваат како што треба, да не се повторувам, веќе знаеш што е мигрена и каков изгледа животот на оние кои што имаат мигрена. Замисли за колку тоа, не знам, Наде, доколку не се бави со професионално со маркетинг, колку луѓе денеска би го имале се уште тој проблем, доколку никој не би знаел за Наде. Значи, што сакам да кажам, јас овде не ја величам Наде, јас верувам дека, а и сигурен сум, а и го гледам тоа постојано од луѓето со кои што соработувам, а тоа е дека постојат луѓе кои што и текако се професионалци. Постојат луѓе кои што и текако се експерти во својата област, проучувале по 5, 10, 20 години, изучувале темелно. Тоа се инженери и архитекти, луѓе за дизајн, тоа се машински електроинженери, програмери, како и да е. Тоа се стоматолози кои што го дале пола живот во образование. Тоа се луѓе кои што навистина имаат единствена способност, а тоа е да го решат проблемот на својот клиент. Но што е овде проблемот? Проблемот е што колку е човек поедуциран, колку е човек попаметен,
толку повеќе гледа како другите луѓе се глупираат, како маркетингот е злоупотребан од страна на непрофесионални, неетични луѓе, како тоа луѓето скокаат на Facebook и прават будала од себе, како снимаат рилсови само за да добијат некој лайк и буквално се згнасени од маркетингот. И најчесто луѓето кои што се професионалци, како луѓето претходно што ги набројав, најчесто мислат и имаат верување дека маркетингот е глупирање. Тие луѓе се многу паметни, тие луѓе се многу сериозни и не сакаат нивната репутација да ја доведат во опасност или во прашалник, и затоа едноставно не се бават со маркетинг, затоа што не сакаат никој да ги поистоветуваат со оние глуперди кои што скокаат 3 пат само да привлечат внимание. А ја ќе ти кажам од искуство со веќе стотици клиенти, дека бројот на фоловери, бројот на лајкови, бројот на клиент, тоа не знам, следбеници, чуда, како сакаш кажи, дека нема никаква врска со колку ти продаваш или колку ти заработуваш. Постојат луѓе кои што соработувам денес се на програмот, повеќето од нив, кои што немаат ни веб страна, ни социјална, значи нема ни Facebook, ни Instagram, ништо бре човече нема, а луѓето водат милионски компании, заработуваат пари, што значи директно помагаат на огромен број маса луѓе, но заработката, профитот, прометот е директно поврзан со колкав голем проблем ти решаваш. И затоа, често пати велат луѓето, мали деца, мали проблеми, но и мал број клиенти, мал број проблеми. Голем број клиенти, голем број проблеми. Поголеми проблеми, поголема заработка, што значи дека сето тоа иде едно за друго и медалата има две страни. Значи, што е тогаш суштината на маркетингот? Замисли ти си фантастичен програмер. Си работал 10 години, 5 години фриленсинг. Може би котираш таму помеѓу најдобрите 5-10 како Бранко, кој што од SmartClick, кој што доскоро беше еден од водечките експерти во светот. Уште еднаш ќе кажам. Водечките експерти во SEO во светот, рангиран на број 1 место во светот. Да, наш Бранко од Струмица, број 1 во светот во SEO, Searching Engine Optimization. Што е ова? Кога Бранко гледа како другите луѓе се глупираат, скокаат по Facebook и прават будала од себе, Бранко како човек едуциран, како домаќин, темелит човек, Бранко кој што поминал 10-20 години работејќи со врвни компании на сериозни милионски проекти, каде што од милион годишен промет ги дига на 100 милиони на вртоглави суми, кој што соработува со светски компании за кои што не сака и непријатно му е да ги изговори името од тие човекот скромен. Замисли, Бранко има предрасуда, маркетинг е глупирање и тој тоа не го работи. Не го работи јавно, он секако работи маркетинг, но не работи на социјални мрежи и останато. Каков човек, каков потенцијал, а замисли едноставно поистоветување, маркетингот е глупирање. И ова најголем дел реков дека од едуцираните луѓе го имаат овој проблем. Значи 9 од 10 луѓе со кои што соработувам на маркетингот гледаат како глупирање, како површност, како нешто непотребно и се обидуваат на некој друг начин да дојдат до клиенти. И сега ќе те фрапирам уште едно, односно нема да те фрапирам, бидејќи ти си паметен човек, но само ќе ти потврдам што не е маркетинг. Секој човек кој што размислува, а ова немој да мислиш дека ти си изузеток или исклучок од ова или јас имам его, ти имаш его, секој жив и здрав човек има его и тоа е нормално, ни треба. Егото си има своја работа, не е егото ни добро ни лошо, си има своја задача. Тоа што популарна психологија и овие што млатат слама пишуваат глупости, тоа е сосема нешто друго. Ништо у природата не е ни вишок ни кусок. Природата и Господ не прават грешки, значи што ми имаме его, тоа его има смисла, но сакам да ти кажам дека секогаш кога водиш маркетинг, продажба или бизнис од его состојба, јас сум најпаметен, што има овде за мене, дај побрзо, повеќе пари, побрзо клиенти, повеќе ова, повеќе тоа. Значи секогаш кога водиме бизнис од его ситуација,
Особено кога го тоа го пласираме преку маркетинг, што овде има за мене, како ја бргу да ги соберам овие луѓе во клиентиве, тоа не функционира. Функционира можеби краткорочно или некако, но долгорочно не функционира, затоа што луѓето веднаш или се откачуваат, или не те следат, или не се им интересен. Зошто? Затоа што размислуваш за себе, а не размислуваш за твоите клиенти. И ова, без разлика дали е за маркетинг или е воопшто за бизнис, често гледам 9 од 10 компании размислуваат, кога ќе кажам компанија, тоа се повторно луѓе, собственици, кои што размислуваат само за себе, што овде има за мене и друго ништо не ги интересира. Особено не корпорации и компании кои што велат клиентот ни е број 1, клиентите ни се најважни, заедно сме помоќни, нас ни е важно. Значи погледни било која една корпорација, ќе видиш кој им е нивниот слоган, но знаеш доколку си користел некоја нивна услуга или некој твој пријател користи нивна услуга, знаеш како се однесуваат со нивните клиенти, односно никако. Значи, едно е да зборуваш, друго е да работиш, трето е да манипулираш. Овде сакам да дадам на знаење една работа. Секогаш кога ќе помислиш да објавам содржина да добијам повеќе клиенти, да објавам видео за да добијам повеќе клиенти, да направам кампања за да добијам повеќе клиенти, да објавам вакво, да направам такво, да направам ова, за да заработам повеќе, да добијам повеќе клиенти, да подигнам цени, што год и да ти е намерата за тебе, ти си го промашил маркетингот. Ти си ја промашил суштината на маркетингот. Ти не си твој клиент. Ти не си твој клиент. Значи, кога се огласуваш во маркетинг, а маркетинг не е само социјални мрежи, YouTube или не знам новини чуда. Маркетинг е кога ти разговараш со твоите потенцијални клиенти. Маркетинг е кога ти им зборуваш на твојот тим како треба и што треба да работат. Маркетинг е кога ти излегуваш и се представуваш по луѓе што ти работиш и како разговараш. Значи маркетираш 24/7 без разлика дали ти си свесен или не. Секогаш во еден разговор или преку медиуми небитно, кога твојата перцепција или премиса, главна потенцијална идеја е како да добијам клиенти, како да заработам, ти си ја промашил суштината на маркетингот. Ти си ја промашил суштината на маркетингот. Суштината на маркетингот е следна. Ако ти си Наде, која што решава проблем со мигрена, од другата страна има илјадници луѓе кои што имаат болка, која што се вика мигрена, значи твојот бизнис се заснова како да им помогнеш на овие луѓе кои што имаат болка да те пронајдат, за да можеш да им го решиш тој проблем. Ако ти му викаш купи сега, на овде, пријави се тамо, земи ова, нати ова, купи сега, на ова, држ тоа, на тамо, на ова, ако не сега никогаш оно. За кого ти размислуваш? За себе или за твојот клиент? Ако ти на секој огласување, не знам, кампања или чуда, викаш попуст сега до да уште 20% акција, сега кампања до четврток, за утре до толку, за првите тројца што ќе се пријават, аман сега дума новона. Во чив интерес ти зборуваш? Дали зборуваш во смисла да им помогнеш на луѓето, да ги едуцираш, да види дали тоа симптомите негови кои што се, дали стварно е, не знам, мигрена или не е? Дали реално човекот има потреба, сака да го реши тој проблем или не ќе? Дали можеби човекот знае дека воопшто ти постоиш, дали твојата метода знае дека он постоиш или не? Дали тој човек треба да го едуцираш, еве да му покажеш како изгледа соработка со тебе, како им помагаш на клиентите, колку време трае, не знам, терапијата, колку време трае соработката, кои се последиците, несаканите дејствија, кој напор треба да го даде потенцијалниот човек, клиент, кој што треба да го реши овој, зошто е цената толку, а не е толку, дали постојат контраиндикации, дали тоа има нешто после третманот, дали има пред третманот. Значи, сето ова што ти го зборувам, кому ти објаснуваш и која е намерата? Значи, му објаснуваш за да го едуцираш клиентот, а едуциран клиент, кога тој знае, кога ќе види, кога ќе има доверба во тебе, кога едноставно си му помогнал, некој од нив и ќе крене рака да те побара, да дојде во твојот салон, објект, маркетинг агенција, не знам, IT компанија или како и да е,
ќе кликне на тамо да се пријави за консултација, ќе се јави на телефон ако треба, ќе пополни формулар или без разлика како си дефинирал и тој човек ќе крене рака да ти помогне. Значи, маркетингот е помагање на други луѓе, а не на себе. Сега, што е исто важно во маркетингот? Па во Библијата многу јасно ти пишува ако си религиозен човек, а верувам дека ја не сум читал други, не знам, за други религии, но сигурен сум и дека и кај другите е истата теза, бидејќи се заснова на исти работи, а тоа е кога помагаш на некому, како вели, левото око да не знае што десното прави. Што значи тоа? Кога ќе помогнеш некому, не мора да кажуваш јавно. Што значи тоа? Ако маркетингот е давање, а не е земање, тоа значи дека треба да даваш без очекување дека ќе ти се врати од истиот извор. Значи, јас не знам ти ова што го гледаш ова подкаст епизода. Ја не знам дали воопшто некогаш во животот ти мене ќе ми станеш клиент. И не мора. Ова подкаст епизода, не знам, за недела две ќе ја прегледаат 400-500 луѓе. За 10 години ќе ја прогледаат 4500-1000 луѓе, немам појма колку може би никој. Но што е поентата? Јас ова не го снимам за бргу ти да ми станеш мене клиент. Секој ќе биде клиент кога ќе му биде него време. Човекот кога ќе посака. Значи, ја ова видео може да го гледаат или сите мои маркетинг материјали кои што ги објавувам, а ова е исто дел од маркетинг, едукативен маркетинг. Може би од 1000 луѓе кои што ќе го прегледаат ова видео, може би само еден клиент ќе стане некогаш. И тоа е сосема доволно. Зошто? Затоа што кога даваш, не мора да значи дека ќе ти се врати од истиот извор. Кога ќе кажам истиот извор, мислам на ова. Ако ти ова го гледаш, тоа не значи дека универзумот или Бог мене ќе ми врати така што ти ќе ми дадеш мене пари и ќе соработуваш со мене. Ако ова не го сваќаш, тогаш имаш искривена слика не само за маркетинг, туку и за бизнис. Оти и бизнисот е исто, а тоа е решавање на нечив проблем. Ако имаш јасна понуда за кого е твојот бизнис, односно кому ти служиш, дали на луѓе кои што имаат мигрена или на секој, дали му служиш ти на, не знам, на човек кој што има и ова и тоа и ова и тоа и вакво и такво, па и мигрена. Па како ќе те препознаат луѓето ако ти збориш 300 чуда, па и мигрена? Ако ти имаш сметководствено биро и не кажуваш јасно која е твоја целна група, дали е тоа IT сектор, дали е тоа дрвна индустрија, дали е тоа преработувачка индустрија, дали тоа се производни бизниси, дали тоа е e-commerce, ја не знам. Но ако ти мислиш дека ќе можеш да му помогнеш на секој, автоматски ќе имаш 30-40 клиенти и тоа е све. Од овие 30-40 кои ќе ги прочешлаш, пола од нив се молиш да ти платат, пола од нив се молиш фактура да ти платат, значи едноставно не ти чини работа. Зошто? Затоа што се криеш позади компјутерот и помеѓу фактурите, наместо да ги едуцираш луѓето, наместо да размислиш кому без срце мое ти сакаш да му помогнеш. Точно е дека можеш секому, ама од море на клиенти, одбери ти на кому сакаш и биди експерт во тоа, како што Наде од милион работи одбра само да работи со мигрена, како што Бранко може да помогне на милион компании, он има одбрано само на SEO компании, односно се извинувам на SaaS компании. Не знам ни дали го разбираш изразот, но небитно. Значи, што е поентата? За кого ти постоиш? Ако ти не знаеш за кого постоиш, како знаеш кому помагаш? Ако не знаеш кому помагаш, како знаеш кој проблем го има? Ако не знаеш кој проблем го има, како знаеш ти на длабоко емотивно ниво што се случува со клиентот? Дали гаси светло и става, не знам тие, како превез на очите за да не му смета светлина, или тампони уше да спие? Ако ти не знаеш од колку забави се откажал, како изгледа неговиот живот, како ти ќе зборуваш на него да те разбере? Што ќе му речеш, ти имаш мигрена? Да, ела дојди, ќе ставиме пирс, готово, ќе ти пројде. Готово, како не? Тоа само будала ќе дојде.
И после се чудиме зошто ни доаѓаат вакви клиенти. Види со таква си се огласил. Има и такви кои што велат, знаеш, мене син ми објавува слики, имам еден друган, он работи, он објавува социјални мрежи, ја немам време тоа компјутериве. Телефониве немам време. Некој има, вика, ја имам со една агенција соработуваме, супер. Која ти е целна група? Не знам. Кој ти е дален клиент? Не знам. Која ти е стратегијата? Не знам. Што ги едуцираш? Не знам. Па што се ангажирала агенцијава и нив ги земаш наврат, прво и тие се глупи што те зеле, зашто ако ти не знаеш што сакаш, ќе ти испорачаат они и двајцата незадоволни. Тоа е приказна за себе. Но ако ти не знаеш кому помагаш, кој проблем го решаваш и да му помогнеш да те пронајде, што ќе пишуваат овие од маркетинг, кои слики ќе ставаат, што ќе ти вика, прати ми материјал да објавим, прати ми нешто да објавим, прати ми нешто да објавим. Што е брат тоа нешто? Што е тоа нешто? Значи, ако сакаш, ти не сакаш да се бавиш со маркетинг, немаш време да едуцираш публиката, немаш време не знам што. Добро, супер, јас сум со тебе, не мораш. Но, мораш да имаш премиум понуда. Премиум понуда буквално го објаснува се ова позади што зборуваме. Кому служиш, кој проблем го има, како тоа го решаваш, како изгледа соработката, за кого е, за кого не му служиш, колку е цената, зошто е таква цената, што го чини човекот ако ја го задржи проблемот, што ќе го чини човекот ако го реши проблемот, односно како ќе изгледа неговиот живот во иднина. Значи имаме куп работи. Но поентата, повторно ќе кажам, егото не му е место овде. Затоа, секогаш, кога и да снимам подкаст епизода, кога и да запишам текст, дали е тоа на блог, дали е мејл, дали е било што, секогаш го оставам. Значи, сум го снимил, како и сеја ова подкаст епизода, ќе се обработи, таа не е проблем никаков, но ќе ја прегледам. Ако видам дека овде, во оваа епизода, сум го хранел моето его, значи ја овде да излезам најпаметен, ја да за себе, аман кликни овде, пријави се тамо, бргу, дрн, одма го тргам на страна. Зошто? Затоа што ми е јасно дека во ова видео сум зборувал за себе. Односно, за време на снимањето на оваа епизода, мојот ум бил насочен кон како да добиам повеќе клиенти. Затоа пропаѓаат голем број бизниси, од лакомост и себичност. Но исто така, драг мој пријателе или пријателка, како сакаш, проблемот зошто немаш доволно број клиенти или зошто ти е слаба продажбата е затоа што си себичен, односно себична. Нека не те вреѓа овде егото, намерно зборувам. Себичен. Зошто себичен? Зошто ако имаш талент, ако имаш единствена способност, ако Господ те дарил со дарови, зошто ги чуваш за тебе? Ако ти, 10 од 10 луѓе со кои што соработувам, архитекти, градежни инженери, вакви и такви, вика ја, не знам, ама имам талент, само што ќе ми објасни клиентот или куп има проблеми, никој не можел да го реши, си црткам, вика, си објаснувам и додека цртам, одма ми е у глава како да го решам проблемот. Има една архитект за внатрешен дизајн кој што е на програмот, вели, само што ќе поразговарам со клиентот и му поставам неколку прашање, особено ако се маж и жена, како сакате домот, ова, она, што имате до сега, што немате, како би изгледало кога ова, кога она, или правам куќа, небитно. Вика, буквално филмови ми излегуваат у глава. Додека ги слушам, буквално ја све знам више, шо, како, каде да им нацртам. А тоа, вика, креирањето, цртањето ми е после многу брзо. Што сака да каже оваа господја? Дека има талент кој што Бог и дал. Бог и дал да од милиарда луѓе на планетава, што не знаат како тоа да го направат, некој да го скоцка тоа за 5 минути. Зарем тоа не е дарба, зарем тоа не е талент, зарем тоа не е единствена твоја способност? Зошто велам себично? Затоа што ако ти си себична личност, која што не сакаш да ги едуцираш луѓето, кој што не сакаш да водиш маркетинг, кој што не сакаш да имаш влијание над повеќе луѓе,
кој со не сакаш да ги споделиш твоите таленти, твојата дарба со другите луѓе, тоа е, пријателу мој, себично. И па ако си себична личност, затоа Господ не ти дава клиенти. Како да ти даде клиенти? Што вели Смилјан? Над колку имаш влијание луѓе, толку ќе заработуваш. Многу точна изјава. Ако имаш влијание на 5 луѓе годишно, тоа се 5 клиенти твои. Ако имаш влијание над 1000 луѓе, им помогнеш нивниот живот да стане подобар, значи ќе имаш повеќе заработка. Зошто? Затоа што само си помогнал на повеќе луѓе. Еве ти една паралела со спортот. Прост, глуп човек, прво што ќе размисли за спорт, како тоа безобразно заработуваат тенисери, кошаркари, фудбалери. Ако така размислуваш, тоа значи дека размислуваш површно. Ти мислиш дека тоа е манипулација, дека тоа е не знам каков бизнес и чуда. Да, има смисла, да, тоа е бизнес, и тоа е забава, и тоа е спорт, и има вистина. Но дали Новак Ѓоковиќ додека игра тенис, точно ќе заработи 1, 2, 3, 5, небитно колку по секој надпревар, дали има директно влијание над младината на цел свет? Колку луѓе почнале да играат тенис, што може би завршиле на дрога, што може би завршиле на коцка, што може би го растуриле својот живот и генерации после нив. А денес одбрале да спортуваат. Колку луѓе имаш инвалиди, кои што не може да излезе од дома, па само гледањето на еден спортски надпревар ќе му го подобри животот на 2 часа додека Новак Ѓоковиќ игра. Барем ќе му го разубави денот. Колку луѓе немаат пари да купат билет, влезница, за да го гледа Барселона, не знам, или финале у Берлин или не знам каде. Колку луѓе имаат кои што сакаат горат од желба да одат на спортски надпревар, но нема пари, не може да си дозволи авионска карта, хотелско сместување, влезница. Колку луѓе има такви кои што немаат пари, а сака душава да го гледа, гори од желба, тоа ќе умре за тоа, многу сака. Дали тоа значи дека и спортистите, фудбалерите, музичка естрада, ликовни уметници, сите оние луѓе, креативци, спортисти, како сакаш, дека директно помагаат и влијаат на маса луѓе во светот? Една 90 минути ќе гледа некој фудбал и може тоа му е све у животот. Нема друго. Тоа е, мајче мој, ако го разбираш бизнисот позади тоа. Зошто Новак Ѓоковиќ заработува 5 милиони по надпревар? Затоа што ќе огледаат стотици милиони надпреварот. Затоа што има над стотици милиони луѓе влијание. Зошто медиуми имаат огромно влијание и велат медиумите имаат влијание на народот. Медиумите нели креираат политика, медиумите носат политика или креираат политика. Затоа што имаат влијание над луѓето. Затоа себична личност си, доколку си страшно добар архитект, инженер, програмер, што готи да се заснова твојот бизнис. Значи, тоа што Господ ти дал дарба да црташ, да програмираш, да работиш, што и да е, а го чуваш само себично за себе, а од друга страна плачеш зашто немаш клиенти, сети се само дека си себичен. Но запиши ја и вториот дел на оваа изјава, дека маркетингот е давање без очекување дека ќе се врати од истиот извор. Не знам колку пати да ти набројам. Сум снимил серијал, 10 видеа. Сум потрошил пари за да го снимам тој. Сум потрошил агенција која што го едитира тоа. Сум употребил време свое за да го снимам и едитирам. Сум се потрошил све и енергија и чуда. Сум можел сосема нешто друго да работам. Зошто ова тогаш јас го правам? За да можам да им помогнам на луѓето и да ја споделам својата дарба и страст со нив. А дали некој ќе биде клиент, Боже мој? Колку пати ми се случило 10 епизоди, 20 епизоди, тоа се десетици илјади евра потрошени и време, и да нема ниту еден од тој серијал да се не се пријави за соработка. Па, колку ми се случило да пратам ја куп мејлови, па никој ништо да не купи. Па, и гледаш од друга страна, по некој време се јавува некој на телефон. Здраво Александар, да, како може да соработиме, те следам 2 години. Или ќе добијам мејл, Александар, супер ме подсети,
како може да се соработиме со тебе, како да се пријавам на мастермајнд, како да се пријавам на семинар, сакам семинар да кога имаш семинар сакам да дојдам, како да научам да дојдам да видам јас како работите директно. Значи не мора да ти се врати од истиот извор. Ова сега, може би по 10 години некој ќе го гледа и ќе рече, сакам да соработувам со тебе. Тоа е веќе стратегија и останато. Но, ако ти водиш бизнис од его, што овде има за мене, без при тоа да имаш емпатија за клиентот и намера да му помогнеш, тогаш имаме проблем. И уште нешто што ќе ти кажам, голем минутажа веќе направив, да не се одложувам, но сакам и ова е суштинска работа да ти ја истакнам, а тоа е следна. Чива е оваа обврска? Моја да те информирам или тебе? Ако луѓе прашуваат кога имаш семинар, кога имаш вебинар, кога имаш тоа мастермајнд уписи, дали има нешто ново за мене, јас сум на почеток, дали има нешто за мене, јас водам 20 години више бизнис, а јас не ги известувам, како тие ќе знаат како да соработуваат со мене, односно како ќе им помогнам. Тоа ти е исто као сликар социјален случај. Ќе направи супер слика, бомбона, ама не ќе да ја огласи, не ќе да ја продава. И на крај ќе излезе на сител апел да му помогнеме 100 денари, донирајте, умрел за леп. Сваќаш, значи има и граница на лудост. Твојот талент, твојата способност, мораш ли да ја унавчиш подоцна со некој кој што сака. Некој сака слика на зид, а ти токму твојата слика му е перфектна. Па продај му ја, односно размени. Нати тебе слика, дај ми мене пари, зошто? Па да имаш пак материјали да купиш, да можеш пак да црташ. Значи, ако си уметник, ти не треба, не знам, гратис да ги даваш. Тоа е лудост више. Меѓутоа, ти мораш да им помогнеш на луѓето на начин да ги информираш. Александар кога има семинар? И сега ја, ако не им кажам, еве и денеска, дека ќе имам на 28.5 во Хилтон за премиум понуда, како ти ќе разбереш дека има у Хилтон сега семинар? Како ќе знаеш дали можеш да се пријавиш или не? Никако. Ако јас кажам дека сега нема уписи за мастермајнд, здравје онамо пред нова година ќе има, а ти чекаш и не знаеш, а сакаш, да, нели, конзумираш содржина, све ти окей, сакаш да ти помогнам. Како ќе дознаеш ти кога треба да се пријавите? Никако. Значи, што е до мене? До мене е да давам колку можам, тоа што го знам, без никаква манипулација, да им помогнам на луѓе. Дали денеска ти дадов вредност? Ти знаеш. Но исто така и моја обврска е да ги информирам луѓето кои што сакаат да соработуваат со мене, на кој начин тоа можат да го направат. Затоа, само ќе те подсетам или информирам дека на 28 мај сега во хотел Хилтон среда со почеток од 10 часот до 17 часот ќе направиме страшно добар и ова можеби е најдобриот тренинг кој што сум го правил за премиум понуда за сега. Зошто најдобриот? Затоа што види секоја година имаш повеќе и повеќе и повеќе клиенти и повеќе напредок. Јас учам, јас одам се едуцирам и нормално дека секој следен е подобар и подобар и подобар и подобар. И затоа овој ќе биде најдобар до сега. На овој тренинг ќе креираш јасна премиум понуда и ќе го ставиш твојот бизнис во буквално во еден лист. Ако имаш услужен бизнис, а немаш премиум понуда, тоа е исто како да имаш продавница, а немаш роба. Затоа што понудата е замена за твој физички производ. Јас немам физички производ. Или треба да ми веруваш, па да соработуваме, или немам како подруго. Значи, јас морам да креирам понуда, за да ти објаснам како изгледа соработката, што добиваш, што не добиваш, што опфаќа, што не опфаќа. Исто и ти. Ако ти немаш креирано понуда, а имаш маркетинг агенција, твоето бизнис ќе се заснова на кај да најдеме некој за работа, дај уште како да дојдеме до клиенти, како да поработаме, а од другата страна ќе ти се јавуваат клиенти, знаеш какви? Брат, ќе ми едитираш видео, ако го земате за 3 пута неделно објава на Facebook, а тоа слики да дојдеш, колку е брат тоа да ми сликаш? Скапо.
Зошто ти вика скапо или ова или она? Затоа што таа личност не знае што ти работиш, кој проблем решаваш и како изгледа соработката со тебе. Се надевам дека ти беше се од корист. Се гледаме на следната епизода или можеби во Хотел Хилтон на 28. Поздрав и доведување.